Иако има јавноста 4% доверба во собранието, добре дојдовте на ретката појава наречена пратенички прашања во овој парламентарен состав. По дупката од 8 месеци без пратенички прашања, еве конечно и да одговориме на ретката појава или феноменот писмено пратеничко прашање, за кое што јавноста треба да знае дека одговорите стигаат во текот на ноќта во собранието, некако таинствено или во раните утрински часови, со цел, нели, оној кој што го поставил прашањето да не може да го види одговорот благовремено. Ама и тоа не е извршено онака како што треба, па одговорите на пратеничките прашања, особено до владата, изгледаат овака. Ова страничка ливче. Врз основа на решението, вели владата, за членови на комисијата се изменувани Аркен Јахиу, државен советник во Министерството за правда, по предлог на Министерството за правда, а јас не го познавам човекот лично, меѓутоа сум заинтересирана за овој закон за здруженија и фондации кои што се населија низ Македонија со имиња на фашисти и неонацисти. Па ја го CV-то на господинот. Министре за правда, ова е неговото CV. Работно искуство нула, не постои. Не можам да препознам зашто човеков стои во ова решение. Антонио Павловски, посебен советник за култура во Министерството за култура, по предлог на Министерството за култура. Доктор Билјана Ристовска-Јосифовска, тука е веќе интересно велите, редовен професор при Институтот за национална историја, по предлог на Институтот за национална историја. Институтот за национална историја немал наставно научен совет, до сега за ниедно решение на историчари кои што ја застапуваат државата и државните интереси, така да искористено дискреционото право на председателот да именува членови. Не, ова не е по предлог на самиот институт. Академик Живко Попов при Македонската академија за наука и уметностите е во оваа комисија. Господинот е уролог, верувам дека достаточно ќе биде информиран за прашањата на Втора светска војна и нацизмот и фашизмот од истата. И секако Драги Георгиев при Македонската академија на науките и уметностите, затоа што Драги во своето дискреционо право е и секаде, и на секаде околу нас. И сега, иако прашањето е благовремено поставено, имало достаточно време од решението на влада, донесено на 14.12.2022 година, денеска е 29.12.2022 година, 15 дена подоцна, вели по одржувањето на првата конститутивна седница на комисијата, според информациите добиени од Министерство за правда, се очекува да бидат разгледани барањата. Знаете, доколку го разгледавте законот, кој што помина низ реки и долини за да се изгласа, ќе видовте дека првен треба да има претседател комисијата. Од овдека е јасно дека владата нема намера да го спроведе овој закон и ниту Венецијанска комисија, ниту просторот за минимална. Ја молам пратеничката Олга